Да се формира техничка влада во февруари или март 2022 година и да се одржат превремени избори во мај или јуни истата година. Предложи денеска на пресконференција лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој меѓу другото кажа дека неговата партија нема проблем премиер на евентуалната техничка влада да биде албанец. Дотолку повеќе што најголемата опозицијска партија е подготвена за тоа место да го предложи лидерот на алтернатива Африм Гаши, кој неодамна стана дел од владеачкото мнозинство. За Мицкоски предвремените парламентарни избори се единственото решение во ситуација на реален спор со Бугарија, инфлација, покачена цена на струјата, сиромаштија, растечка корупција. Бидејќи Пендаровски бара 61 подпис, да застанеме со 61 подпис позади името на Африм Гаши и Африм Гаши наместо Димитар Ковачевски да биде идниот мандатар, бидејќи велеше дека единствена причина за која што ја поддржува оваа влада е да не го кочи евроатлантскиот процес, кој што гледаме дека е закочен, па потоа си најде нова причина, а тоа да ги реши економската и енергетската криза, еве му и на него можност да се размавне. А по ваквата изјава на Мицкоски реагираше вице-премиерот Артан Груби. Тој му порача на Мицкоски дека прво треба да победи на избори, па тогаш да може да предложи албанец за премиер. Дуи, вели Груби, нема да има ништо против тоа. А за распишување на предвремени парламентарни избори е и Алијанса за албанците, која наместо техничка предлага експертска влада. Пратеникот Елми Азири денеска ги повика пратениците кои, како што рече тој, уште ја разгледуваат можноста кон спојување со бродот што тоне, да размислат мудро и да се повлечат од таквите авантури. Новите создадени услови по ова ново одбивање од страна на Европската Унија не остава друг избор, освен рушење на режимот СДСМ-ДУИ и создавање на една експертска влада која што ќе ја спреми земјата за нови предвремени парламентарни избори. А за СДСМ дилеми нема. Мнозинството во собранието е стабилно и нема потреба од никакви технички или експертски влади. Организацијскиот секретар на СДСМ и советник во Советот на град Скопје Мартин Попов на новинарско прашање како го коментира барањето на Мицкоски за техничка влада и предвремени избори, изјави дека со влегувањето на алтернатива во коалицијата следува избор на нова влада, која што ќе биде посветена на справување со глобалната економска и здравствена криза. Сметаме дека фактот што имаме стабилно мнозинство говори за тоа дека немаме потреба од никакви технички влади, ниту пак од предвремени избори. Редовните парламентарни избори треба да се одржат во 2024 година.